Се стеснува кругот на кандидати за парламентот. Најизвестно е во СДСМ, каде постапката за нивно предлагање заврши, а извршните одбори ги усвоија предлог листите. Сега сите очи се свртени кон централата од каде се очекува последниот збор. Извори за ТВ Стар потенцираат дека на конечниот избор ќе му претходи телефонска анкета, пошто ќе биде донесена и конечната одлука. Речиси во сите општински организации меѓу најсериозните кандидати се појавуваат локалните лидери: Владимир Милошев во Штип, Сашко Костов во Кочани, Мира Стојчевска во Делчево, Јован Матеничарски во Берово, Драган Тренчевски во Пехчево и Љупка Јанкова во Провиштип. Покрај нив, како најчесто споменувани се имињата на Билјана Казанџиска, Дијана Шишкова и Благој Бочварски во Штип, Миле Андонов од Кочани, Голуб Ангелов, Горан Трајковски, Кирчо Иванов и Горан Георгиевски од Делчево. Во ВМРО се сведува на партиските анкети кои веќе се во тек. Граѓаните од регионот треба да се изјаснат за Надица Танчева Тулиева, Трајче Димков, Бојан Кереместески, Данче Николовска Вратеовска, доктор Владко Миташев, Љубе Здравков, Сузана Николовска и Никола Мицевски во Штип. Во Берово и Делчево изборот се Тони Трајановски, Марија Рашковска, Миле Пачемски и Драган Христов. Пехчево се надева на Ванчо Апостоловски, а Провиштип на Владко Јордановски. Од останатите партии засега известно е само лидерското место на претеничката листа на Љупчо Георгиевски, кој тројката ја избра за свој фаворит, но на терен се поактивни се Громна Стевче Јакимовски и позитивната алијанса на Зиков, Бучковски и Јорданов. Извори на ТВ Стар потенцираат дека во сите партии се работи штабски, а на терен секојдневно се сите. Вака ќе биде до 29 март, кога истекува рокот за кандидатурите. Паралелно со ова, партиите ги интензивираат и јавните настапи. Конкретно, штипските социјалдемократи денес се одлучија да представат дел од своите идеи за Штип. Се работи за целосно нов мост кој се протега од спојот на улиците Борис Краѓа со Партизанска во насело Сењак до влезот на фабриката Баргала и излегува на булеварот Гоце Делчев. Должината на мостот би изнесувала 320 метри и пристапен пат од 800 метри. Новиот мост ќе овозможи побрз проток на граѓаните од населбите Сењак, Баби, Дузлак, Автокоманда, 8 ноември, ќе се намалат трошоците и гужвите на сите конфекцијски фабрики и останати предпријатија и поединци кои гравитираат кон тој дел од градот. Паралелно со ова, партиите се подготвуваат и за претседателската кампања која почнува на 24 март и на која ќе учествуваат 4 кандидати. Жребувањето води ко одлучи прв на гласачкото ливче да биде Ѓорги Иванов, втор Илијас Халими, трет Стево Пендаровски и четврти Зоран Поповски. Можност да гласаат за еден од кандидатите штипјани ќе имаат на 11 нови избирачки места, што значи дека бројот од досегашните 69 се искачи на 80 избирачки места.